После овој прилог одиме со уште поубаво, порелаксирано темпо и се селиме во најубавиот град во нашава земја, во Охрид, или поточно во Супер радио, во емисијата Охриде не бери гајле, каде што не очекува нашата позната урбана легенда, екоамбасадор, планинар, шоумен, велосипедист, човек со големо Ч, нашиот драг Жанко Зжголабовски на неговото работно место. Жанко, добро утро! Добро утро! Бериш гајле или не бериш? Не бериш. Ние не бериме гајле, ама вие скопјанчича што правите. Ние го бериме вашето гајле, што да правиме? Мора нешто да се работи во животов, некогаш и да се бере туѓото гајле. Така да, јас му викам, ако сакате да се нервирам за вас, моите по 20 евра на сат да ме плаќате, ќе се нервирам, знаеш, да не се мачите. Добар ти е предлогот, ама 20 се малце. Во Европа е поголема дневницава, сатница. Добро, ние мало градче сме, па и со 20 можеме да се поминува некако, браво. Како си ми ти расположен, гледам во супер кондиција, форма, генерацијо, држи се, не се давај, иако сум постара од тебе цели 2 месеци, така? Цели 2 месеци, да. Цели 2. 2 месеци и 2 дена. Тераме утринска на Супер радио, секој работен ден од 8 до 10, Охриде не бери гајле, позитивна енергија во етерот, најнормални муабети од секојдневието, знаеш кај мене политика нема, малу за да се пошегуваме, што би рекле, и така. Тоа е тоа, стандардно. Денот да ни почне со убо. Со убо, со арно, поздрав до сите. Сега имаме таа предност да чистиме, односно дишиме чист воздух, а вие во Скопје можете да гледате што дишите. Тоа ми е многу жал за вас, за тој човек. Да, не е за плачење, навистина можеби за некого би било за смеење, но ситуацијава е за плачење, особено за она што дишиме. Кажи ми, ви фалам ли во Охрид, на охриѓаниве им фалам таму? Им недостигам? Па, прашање што Сузана кај му рекол моментално свати че пчелите нешто медот во средата, ама ќе наврати. Ќе наврати, да, поздрав. Ќе наврати. Ме праша заш немате емисија, му викам заш така треба моментално, може ќе направиме некогаш пак заедно. Јас верувам дека во овој живот мора да сработиме уште еден проект и јас така да енергијата ни беше одлична, а сега во ова доба вака во кое сме во вториот, на кај третиот пубертет, мислам дека ќе бидеме уште подобри заедно. Туку кажи ми што правиш ти, освен што секој утро си на Супер радио и ги забавуваш охриѓани, регионот, па и светот, сите оние кои што го слушаат ова познато популарно радио? Па, да ти кажам, право 80% сум по планините, низ Македонија и Балканот. Си го најдов мирот таму, работиме со деца низ планините, еколошки акции, едукативни некои такви програми. Имаме еден, да ја поканам јавно, не мора да се планинари, значи на 17-18 јуни имаме еден интересен голем фестивал на планината и езерото. Ке има велосипедисти, ке возиме околу езеро Попов, денот на Охридското езеро 21 јуни, денот на Магаро 18 јуни, ке имат искачување на Магаро, на 17 вечерта сабота на Корита ке имат камп со ловор свирува, со гитара. Моите вие музичари, пеачи да дојте, по некоја песна ке испеете околу огнот. Ако не можете в шатор да спијате, ке ме вратиме после во урбано, пошо. Ќе издржиме, ако треби ти нема да заспиеме. Ние сме, знаеш како, кога сме во добро друштво, немаме потреба ниту да спиеме. Прекрасно. Знаеш кога пред 15... Имаме безгескаре, ќе завршиме после на плажа. Пошто знам дека сакате плажа, да ќе завршиме на плажа Љубаништа со една добра журка со диџеи и со бендови. Така, тоа е веќе во јуни, има време, ма таман за старт на сезонава. Од сега го ставам во агенда. Да. Знаеш, кога пред 13, ако не и 15 години, кога јас и ти се дружевме, речиси секој ден и го работевме проектот Браво шоу заедно, и ти го купи првиот велосипед, онај убав велосипед за попланински терен, и мислев дека ти е некоја моментална тебе бубачка во главата влезена и дека ова ќе те држи кратко и дека брзо ќе видиш дека за ова треба кондиција, треба да се испотиш, треба тренинг и треба
доследност, арно, ама ти ги поби сите мои предпоставки и ми докажа дека стана многу повеќе од она што на почетокот ти се чинеше дека ќе биде само една привремена твоја пасија. Колку планини имаш извозено со велосипед досега? Низ Македонија сите, не само планини и друмови, што знам јас точек почнав од мал да возам. Ама друго е да возиш по улици дома вниз Охрид, а друго е да искачуваш планини, да. Да, а планински, да, меѓу првите во Охрид седов планински, и сега тој бај од планински пред 20 години кој имавме емисија, сега тие ги кажа, ова е не чини. Пошто ојде напред работа, вели, тој е зараза. Треба да го почувствуваш, не можеш да го објасниш. Јас му се смеев на другари од Скопје, Дучко и Савонски, кој дојде прв со тие друмските, ми кажа, аве, вие скопјани, вие по асфалт има, кога почва по асфалт се заборев, баре, кај се обитола на кафе, ама ме битола на кафе. Му е чудно, ама веќе кога ќе влезиш во кондиција и кога ќе влезиш во тој свет е многу едноставно. Така. Тие што возе знае. Така е. Кажи ми, од Искра имам едно прашање, вака да ја одговориме, да не заборавам. Ти во наши години, знаеш, почнуваме помалку и да забораваме, а јас уште не запишувам, уште мислам дека можам да памтам. На рака, мене на рака ми пише Чанко, се заборавам као се викам од време на време. Ме најде едни деца од Браво шоу, што беа го гледам, тете од тогаш било 18 години, сега маше 38, што знам колку години помина, ме памтеш, викам, јас пола сат. Јас кога се будам, дете се мијам во купатело и во гледало се гледам 3 минути да се сетам кој сум. Абе во право шо. Кој бев, што бев, зашто сум тука? Чекај се, заборев што сакам да те прашам. Ако ме прекинуваш вака на секој, навистина ќе заборавам што сакав да те прашам. Искра ми рече да те прашам, до кај си со театаров? Таму што се случува? Имаш ли некоја нова представа, некој нов предизвик? Знам дека и таму си вклучен. Не сум. Не сум таму. Но имаше и такви интересни искуства во кои публиката уживаше. Морам да ти кажам дека не достигаш и таму. Добро, нешто имавме план, некои стендап проекти да правиме, ама отом потом можда летово. Можда, дај Боже. Кажи ми сега околу овој фестивалов што ќе биде каде што езерото се бакнува со планината. Така, прекрасна работа, нешто што го правите по 4-ти пат. Почнаа веќе да се пријавуваат учесници, ќе биде од домашен или од меѓународен карактер? Од меѓународен. Колку Дури учесници? чекаме и некој од Полска, имаме 2 автобуси, невести овде за мажење, што имаме деца, некој да ги спариме, немојме да ги мажам младиве. Значи посредуваш, се уште посредуваш со струјничарење, така? Да. Колку досега имаш направено успешни дилови или немаме таква статистика? Досега немам ни еден. Ни еден. Ама во обид си за многу, така? Не, имам волја, имам многу обиди, ама му најдовме едно дете пред една недела од Корча, ама испадна стриптизета дека и ни ја зедовме. Оф, мори мајка. Не можеш да знаеш што се дешава. Инаку за гледачите. Ама се трудиме. Се трудиме. Ти си вреден и знам дека се трудиш, инаку за гледачите морам да кажам дека Жанко и ми беше прв сведок во животов кога го потпишував на судбоносното да. Многу те усвекив. После го отпишав, ама така сакал животот, јас не. Кој сака да рече да, па да рече не? Нели? Да. Не знам што си потпишал ти таму, да не си потпишал некој грешен документ, но како и да е. Не знам што потпишав, ама ува реклама ми направи сведоков. Види, не е за смеење работава и никому не му посакувам, но живот, тоа е наша историја. Ајде да се вратиме на планините и на она што си ти и она што мотивираш многу луѓе околу тебе да почнат да го прават за да живеат здраво. Беше првиот охриѓанец 2019 пред пандемијата кој што ја реализира за она првата западна трансферзала, така нели? Планините во нашиот западен масив. Колку планини, колку денови траеше сето тоа и колку кризи имавте за време на сето тоа? Па, тоа е 9 дена, 225 километри. Стартот е Старосело, Љуботен, цела Шара, цела Бистра и Караарван. И Галичник? Галичник, обавезно, значи на Бистра, Галичник, Лазарополе, Маврово, тој веќе вториот дел.
Колку во две ноќевања тоа се реализираше се? 9. 9 ноќевања, значи тоа е навистина многу голема тура. Да. Колку опасности? Колку опасни точки има на тој терен таму, западниот масив? Сите се опасни. 5 дена си на 2400, ние се спремавме да се штитиме од сонце, испадна да се штитиме од громови. Планина е непредвидлива, нема врска што беше налето. Тоа е еден голем предизвик, значи за секој планинар кој долго време планинари, македонската западна трансвезала да ја помени, стварно е голем успех. Така. Вчера те слушав додека ја одјавуваше во 10 часот твојата емисија Охриде не бери гајле, кога го честиташе Светскиот ден на театарот и рече дека дефинитивно овој ден, 27 март, треба да биде неработен во Македонија, заш македонците се најголеми глумци од сите во светот, така нели? Па, поголем театар од Македонија нема. Театар трагикомедија. Трагикомедија сме, навистина сме трагикомедија. Што мислиш вие за глумење, велите мамење, така во Охрид? Што мислиш, кој мами подобро, повеќе? Мажите или жените? Политичарите. Политичарите? Си имал ли прилика во изминативе години, си имал ли некоја таква покана да влезеш во политика, бидејќи си човек на кој устата не престанува да му зборува, а во политиката многу е важно да зборуваш, да ветуваш, да знаеш, да... Во политика не сум имал, пошто јавно сум кажал одамна. Малку интернетот ни паѓа, но тука сме. Тука повели. Тука сме. Не сум имал повода. Ало, режија, дали се слушаме? Се слушаме, тука си малку интернетот ни откажува, ама го враќаме во живот. Добре, а во политика не сум имал понуда, пошто јавно години наназад сум кажал дека немам таква намера и не знам, не ме интересираат воопшто. Не ти се допаѓа како тема. Кажав дека екоакциите се нешто што го правиш доста успешно, нешто во што се вложуваш не само за време на пролетта, еве време кога и природата се обновува, туку и во текот на сите овие години следам буквално се што правиш. Ги чистите планините, ја одржувате природата во живот. Што правиме со езерото, кажи ми, неретко на социјалните мрежи гледам колку смет, колку чуда се вадат од тоа прекрасно Охридско езеро заштитено од УНЕСКО. Како да го решиме овој проблем? Со казни. Функционира ли нешто такво во вашата локална самоуправа или само на хартија, хартијата трпи се? Треба да има некои инспектори што, значи без казна ние колку локации сме чистили покрај реките и покрај патиштата и во планините. Тие се депони кои ќе се соберите екипа екологисти без разлика, ние сме сите едно, појќе еколошки друштво и така натака, ќе чистиш одредено место, одредена локација и после неколку година пак е депонија. Значи, решение само казна, не знам, од комунално што е нашето Охридско комунално е за градов да чисти. Тие чистат, срамот збора од луѓето што е туристи, чистат патот од Охрид до Ситирам, што не е нивна работа. Ние имаме на издетничко место корита или било кој видикове за галичица, луѓето јаде тука, поседале, се напиле сок, пиво, вино, не знам што, сендвичи, клавет кесиве и ги обврзве на дрвото. Мислам, несватливо, не знам. Чаре? И сега, чаре, ништо, пендрекот. По джеб кога ќе те опне. По джеб, што велиш, по джеб кога ќе те чини сето тоа, да, никако поинаку. Како се подготвува Охрид за сезонава која предстои? Ти си ги имаш зш апартманите и гледам дека почна деновиве веќе да се подготвуваш, така? Се фатив за работа 10 минути, никој не ме вервеше. Не еде на... Интернетот повторно сака да не нервира, но ние сме трпеливи, ние сме упорни, така е. Телефон звонеше, нема врска, истичи. Тука си, те слушам.
Да. Тоа е еден апартман, претежно за други познати секоја година. Веќе сме со гостите колку пријатели. И пошто примам со куќи, љубимци со куќи претежно идет, еден ми рече, на еден ми вика таве за куќи немам. Викам најва со жирафа да дојш кај мене во дворон ке сетка комшија на Кејај. Тоа е влашко домашно животно. Ние најпеќе жирафи сакаме. Одлично. Добро, кажи ми... Што за да те прашам во Скопје пиперките колку пари се килото, ма? Пиперките? Ке те излажам. Баш ме погоди кај пиперките, кај што немам купено 2 месеци пиперки немам купено. Какви? Зелени или црвени? Сакав да купам овде пиперки која видов цена, дојдов кафана, си нарачкав полнет и поевтино ме фати. Така е. Тоа те прашувам. Така е. Кажи ми што јадеш сега, знам дека си на пости. Како ги издржуваш постите? И ти си еден интересен човек кој што толку многу држи до традицијата, но секогаш држи и до здравиот животен стил. Како се храниш за време на пости и дали си го совладал моментот на криза? Не, јас ги комбинирам со аутофагија, и не ми е никаков проблем. Шо? Има све да јаеш. Најнормално, од броколи, од разноразни манџи, лекја, граб, ориз, салати, најнормално. Еднушка 24 сати не јадам, на 2-3 месеци 48, на 3 месеци 72. Аутофагијата ми се чини дека за мене лично е не само за слабењето, туку и многу здрава и ево неколку години сум презадоволен. Браво, секоја чест. Кој пробал, знае. Секоја чест, на вистина. Што се однесува до радиото и до секојдневната рутина, веќе многу години си во Супер радио, така нели? Поточно, по-конкретно, колку години си таму? Охлиде Немери Гајле 18-та и на почетокот 2 години имавме комши Пази музика 20. Браво, секоја чест. Колку успеваш да бидеш секој ден во темпо, во кондиција, ама различен од вчера, од завчера, од минатата недела, од лани, бидејќи луѓето на вистина слушаат радио, ама сакаат и секогаш да им кажеш по нешто ново, по нешто интересно. Колку време се спремаш? Нов ден, нов късмет, затоа што емисијата е во живо, и конкретно тоа што се дешавало вчера или денеска, што е актуелно и тоа го пасираме. Мало нормално хуморот пред све, добра музика, претежно тераме со македонска и ретро посабајлички и така правиме една позитивна енергија во етерот, викам денот на сите да ни трне со Арлија работа. Значи, гледам го позадина таму автобуси и коли Скопје се нервирам. Гужва. Скопје е секогаш така, мора да си го наштимаме трпението на најако за да не полудиме, инаку знаеш колку време се губи во сообраќајниот хаос во главниот град и тоа не е само наутро или само попладне кога се враќаат луѓето од работа, туку е цело време. Ако беќе ви требало да одбереш да си ставен во ситуација да мораш да одбереш помеѓу медиумот телевизија и радио, што би било тоа што ќе го одбереш и кои се предностите на радиото? Мене радиото ми е... Прво се почна на радио и ми е прва љубов, кога да речем што и телевизијата ја сакам. Предностите на радиото што јас конкретно кога зборам на микрофон, публиката кога е пред мене. Пошто веќе долги години ние имавме тука и 76 сати со Сашо Митан за Гинис, па то се крена не градов и држава на нозе, тоа беше и веќе кога зборам на микрофон јас ко пред мене да имам публика и кога да разговарам со луѓето и баш е интересно. Доста веќе и луѓето знам дека го почува денот со мене, одејќи на работа со првото кафе и испадит ко едно дружење. Така е. Со оглед на тоа што си радиски човек, ти не достига ли работата на телевизија и гледаш ли ти воопшто како гледач дома телевизија? Имаш ли време да се завртиш дома, да седнеш пред телевизор и да избереш што ќе гледаш? Има такво време во денот? Се случи по 50 минути на ден, приквечер. И како ја цениш нашава општата македонска медиумска
слика, бидејќи за жал економската криза и сите овие нешта кои ги преживуваме последните години, на еден голем процент од македонецот му дозволуваат телевизијата да му биде единствената забава, за жал. Малкумина се оние кои можат да патуваат, да шетаат и едноставно да не вклучуваат телевизор, но многумина се тие на кои телевизорот им е единственото друштво и забава. Овие утрински емисии по ваша ми интересна. Ако уредно сум гледал на Савање татко ме гледат, многу се нервирам со пласире многу турбофолк, многу сакам наши емисии, македонски. Мислам колку и да е скап проектот, не е тешко да се направи некоја наша емисија. Имаме и талентирани пејачи, талентирани глумци, шо знам. Све се сведе на турски серии и на српски турбофолк. Да, се имаме таленти, ама затоа па сите ни заминуваат надвор од земјава. Колку од Охрид има одлив на луѓе, млади, успешни, кои што си го бараат чарето некаде надвор? Имаш таква евиденција? Па моментално во Охрид јас сум меѓу најмладите, мене ме пуштат под цигари, мене ме пуштат под продавница и мене ми одговарат младите што си одат. Има 20-тројца помлади од мене и толку. Па заминуваат и од Охрица, евиденција не, ама доста луѓе беге, тео сиве хотели, сиве ресторани, баре сиве фирми, фабрики, име недостиг од работна сила. Ево, кај нас во радио 80% се огласи за работа, исто и по телевизија. Значи, тоа е за жал ситуацијата во државата. Таква е. Таква ни е за жал, не ни е розова и не ни е за смеење. Каков совет би им дал на нашиве генерации и оние што се постари од нас, ние рековме сме млади и немаме намера да остаруваме, но за да останеме вака млади, вака во кондиција и со добра и стабилна мирна енергија, што ќе им препорачаш освен тоа да се обидат да ја видат природата околу себе, да ја запознаат земјата и татковината? Па имам јас едно мото, викам, движи се да не заборавиш да одиш. А пише покојни, сега ќе спомнам, тоа многу се дружиме, тој викаше, не сонувајте, патувајте. Значи, шо поќе си во движење, шо поќе си со разни луѓе, шо поќе си со луѓе што ти Што ти оди муабетот, верувам, сакаше да каже. Жанко, ама еве го ни се враќа, дака, значи... Не, се враќам, звоне телефони. Се враќаш, тука си, да. Те гледам на телевизија, и јас прв пат на телевизија изнегов, малку возбуден сум, трема имам. Не, си прв пат и не си последен пат. Да, имаш ти уште многу што да кажеш. Значи, оне што се дружи со убави луѓе не старее, така, нели? Само тоа. Јас, например, се дружам со помлади. Другари. Зашто ако се дружам со постара генерација од мене, само за апчера ми прават муабет. Јас за притисок зедов ова, колков ме боли, а му викам, убаво на тие години кога те боли нешто, сабајле кога се разбудиш. На наши години, ако те боли нешто е добро, ако не те боли, значи папа си. Значи не си жив, така е. Па тоа е тоа. Жива вистина. Јас верувам дека им го разубави денот на сите наши гледачи, а и на слушателите кои што редовно се со тебе и се навикнати на твојата енергија, на твојот вокабулар, на се она што ти редовно и континуирано им го презентираш. Жанко, се гледаме во првата прилика, ќе дојдам во Охрид. Ако нешто таму ова-она, те барам тебе, да знаеш. Титни да не трошиш, јас ке те побарам. Ке титнам, договорено. Биди ми вака убав, здрав, насмејан и секогаш спремен да ги надминуваш границите. Поздрав и до сите слушатели на Супер радио, до екипата таму.